Ова година имавме многу мала пауза. Тоа може да е добро, може да е лошо. Ќе видиме како ќе биде, но ние сме професионалци, како ја што секогаш знам да кажам, и за нас нема одмор. И кога е тој активен одмор, пак се имат играчите со некои задолженија, некои задачи кои што треба да ги исполнат. Завршиме на 25, 6, 7. Од тогаш бевме на пауза до 3. Тоа е недела дена, но пак ќе кажам, тоа е некој си активен одмор, бидејќи ова година првенство почнува на 21 јануар. Утакмиците се сабота, нема среда, така да малку е поспецифично ова година за надпреварување, треба малку по-различен тип на тренинзи, но што е тука. Ова година го сменја истиот систем на надпреварување како што беше со короната таа година. Мислам дека според мене има малку такмици за наши услови, но пак ќе кажам, тоа е одлука на федерацијата и на луѓето што водат кошарката. 22 кола, одиме директно во нема Суперлига, одиме директно во плей-оф, така да некои тимови може да испаднат и со 24, со 25 утакмици во една сезона, мислам дека е премалку тоа за. Ние ќе играме во 8-те најдобри, сега зависно од вториот дел од сезоната, како ќе бидат резултатите, зависно од тоа кое место ќе го освоиш. Ние гледаме да бидеме во првите 4 тимови за да имаме предност во тоа четвртфинале на домашен терен. И сами гледаме дека многу екипи се засилија, многу ростери се менјаат. Ние остануваме во овој состав, во овој момент, за понатаму ќе видиме. Јас сум задоволен од тимот, немаме повредени играчи, имаме оптимални услови за работа во овој момент, со оглед на тоа дека времето уште не е ладно. Не е баш така ладно како што знае да биде. И се надевам дека здравјето ќе ги почне кошаркарите, работата ќе ја изработиме. За крај морам да те прашам, почнуваме 21-ви. Да, 21-ви со Струмица овде во Кавадарци во 18 часот. Уште колку има кола до крајот на регуларниот дел? Уште 11. Уште 11 после првите 4 кола од вториот дел од сезоната одиме на куп надпреварување каде што играме со Пелистер. Тоа ќе биде, мислам, негде февруар 16, 17, 18 од прилика. По пауза за репрезентација. По пауза за репрезентацијата и пак ќе кажам, малку е специфично оваа година тие балони во АБА лигата, репрезентациите, нема среда, сабота утакмици и е многу тешко да направиш еден надпреварувачки ритам, но се трудиме максимално да го искористиме времето што го имаме за тренинзи и да се приеме за надпреварите.